Како што беше впрочем најавено и очекувано, денеска заедно со Министерката за правда направивме консултативна средба со новата пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, која што официализирана и номинирана во делот на она што значеа нивни барања во процесот на давање на поддршка на отварањето на уставните промени во државата. Темата на денешната консултативна седница беше во постапката на изготвувањето на нацрт амандманите да разговараме токму за оние први 3 точки од вкупно 4 кои што беа испорачени до мене како председател на влада и до владата како правно-формално изготвувачи на нацрт амандманите да бидат вградени токму оние елементи кои што исто така се важни за нив. Можам да констатирам дека во тој дел на дебатата изнајдовме конкретни насоки кои што ни беа дадени за нас како изготвувачи на нацрт амандманите и за делот на зајакнувањето на македонскиот идентитет и во делот на гаранцијата дека процесот до крај ќе биде истеран и нема да биде повторно блокиран од Грција, односно гаранцијата дека уставните амандмани ќе влезат на сила со ратификацијата на договорот во грчкиот парламент и во делот на внатрешната примена, како тоа новото име ќе почне да се применува внатрешно, насоките ги добивме, ние сега ќе ги работиме и пред да ги официализираме преку парламентот, ќе ги консултираме уште еднаш, ќе ги предочиме на новата пратеничка група за да може да дадат потврда и очекуваме дека до крајот на работната недела и ќе ги формализираме до самиот парламент. Втората точка беше на седницата денеска која што имавме, на ова консултативна средба беше токму четвртата точка од барањето, а тоа е создавањето на координативното тело во парламентот, кое што треба да зборува за помирувањето, кое што треба да се случи во Република Македонија. Овде дадовме насоки, знаете дека јас тоа јавно го прифатив, вечерта кога се гласаше во парламентот, но истовремено денеска ги разработивме сите детали, така да останува она кое што представува димензионирање на следни чекори за формирање на таквото координативно тело, кое што треба да биде водено од председателот на собранието, секако доколку тој тоа го прифати, да има тројца членови во самото национално координативно тело од новата пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалиционите партнери за подобра Македонија, и да бидат во него репрезент координаторите на сите пратенички групи исто така, каде што со формирањето и конституирањето на тоа координативно тело ќе биде разработена целата методологија, аспекти, модалитети на самото национално помирување кое што взаемно постои интерес да го спроведеме. Така да јас сум задоволен од состанокот, имавме рационален состанок, за мене се нормални овие работи и верувам дека ќе успееме да ги осогласиме за да можеме да ги спазиме сите законски рокови и роковите кои што парламентот ги даде према владата да не задолжи во рок од 15 дена да ги дадеме до парламентот нацрт амандманите за промената на уставот на Република Македонија. Што вака првично ви изгледа прифатливо од овие барања на оваа нова пратеничка група во однос на амандманите зборувам? Добро, имавме сериозен работен состанок внатре, ги разработивме сите детали. Очигледно е дека луѓето се подготвени за тоа, има суштини во нивните сами барања и верувам дека заедно со правните тимови под раководство на Министерката за правда, но и под раководство на целата влада ќе успееме да ги вградиме и токму тие барања кои што се однесуваат во трите аспекти кои што ги набројав. Дали треба консултации со грчката влада околу овие амандмани? Тоа не го предвидува договорот, но логично. Во духот на договорот од кој ќе зацртаме се и ќе го пуштиме целиот овој процес, логично да исконсултираме и од страна на грчката влада за да знаеме дека сме токму на тоа што и договорот го предвидува и од тој аспект секако продолжуваме со консултациите. Овие денови буквално ќе се работи максимално на тоа да се состават самите текстови на нацрт амандманите. Мене ми е драго што покрај парламентарното мнозинство и овој дел од опозицијата е целосно свесен за тој аспект. Впрочем, ќе ја разреши дури и дилемата дали е во суштина загрозен или не националниот идентитет. Немаме проблем со ова прашање, така да верувам ќе ги изнајдеме најдобрите механизми да тоа го преточиме во текстови кои што би биле реално спроводливи, а исполнување на барањето на оваа пратеничка група од 8 пратеници, но истовремено не би биле проблематични и за грчката страна. Јас секако очекувам кога ќе ги формулираме века нацрт амандманите се приклучат и нови пратеници и други пратеници од пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, која што секако досега не се приклучиле во делот на гласањето на самиот процес за отварањето на потребата од уставните промени. Навистина,
останувам со желба да биде бројката, ако не 120, нека биде 110, 190, нека расте бројката, заради тоа што ова ни личи да го направиме и во духот на националното помирување, но и заедно да застанеме за ова крупно прашање, кое што дефинитивно ја гарантира перспективата на Македонија, а тоа е посебно членството во НАТО и во Европската унија. Дали би правеле на тело за помирување без ВМРО ДПМН? Мислам дека во тоа тело, како што е предвидено, треба да бидат представници на сите политички партии, односно координаторите на пратеничките групи ќе членуваат во тоа тело, како што е замислено. Јас верувам дека треба да се вклучиме сите внатре. Не би сакал да навлегувам во внатрешните работи на ВМРО ДПМН, тоа е нивна работа. Но сепак зборуваме институционално, овде е парламентот и овде е замислено председателот на собранието, заменикот да биде веројатно од новата пратеничка група, да имат плюс дополнително 2 члена и, како што реков, да бидат координаторите на пратеничките групи во парламентот. Поднесо ДПМН денеска достави предлог закон за амнестија, прифатлив ли е тој за СДСМ? Апсолутно не, заради тоа што тука го формираме националното координативно тело. Низ ова координативно тело за помирување треба да ги изнајдеме механизмите на помирувањето. Затоа што, еве, како да кажам, буквално е наоѓање начин како да се урнеса целиот процес. Процесот почна во Македонија. Затоа го формираме и ова национално координативно тело. Овде, во рамките на невлијание врз правниот систем на државата, преку националното координативно тело ќе изнајдеме механизми како апсолутно да го постигнеме помирувањето. Ваквиот начин на постфестум, од кога се случува, да се наметнуваат вакви решенија, апсолутно го дерогираат целиот правен систем на државата. Дали сте разгледале законот и доколку сметате дека одредени негови делови можело да се стават на агендата на тоа координативно тело, како што го навикувате за помирување, ви прифатиле делот, да речам, некои забелешки што се ставени? Уште еднаш напоменувам дека тоа тело ќе биде составено од парламентот. Секако тук ќе бидат и представници на Социјалдемократскиот сојуз, токму координаторот на ВМРО ДПМН може сите овие аспекти кои што мислим дека низ ова тело може да бидат предочени, би биле добре дојдени, нека бидат предочени токму онака како што тоа е замислено преку координативното тело за помирување. Премиере, кога ќе се сретнете повторно со новата пратеничка група? Рековте дека ќе имате уште една средба? Од кога ќе ги создадеме текстовите на нацрт амандманите, ние ќе ги консултираме пред официјално да ги пуштиме. Во тој дел, до крајот на неделата, ние до петок треба владата да ја донесе одлуката за да можеме да ги формализираме. Значи, секој ден, секој час за нас е важен да работиме на ова, кое што значи консолидација внатре на редовите во Република Македонија, од секој аспект зборувам, заедно и со сите други пратеници, секако и од парламентарното мнозинство, не смееме него да го заборавиме тоа парламентарно мнозинство, кое што е создадено од многу политички партии, дури таму во делот на 72-та пратеници има 2 политички партии кои што се опозиција, а тоа е Алијансата на албанците и БЕСА. Така да консултациите продолжуваат до конечното формализирање преку одлука на влада како властен предлагач за нацрт амандманите.